Незаконски модифицирано оружје, стотици илјади долари во кеш и 27 килограми фентанил. Сето ова е запленето во стан во Сиетл, како дел од национална операција за справување на законот против синтетички дроги. Специјалниот агент на Американската агенција за борба против дрога во Сиетл, Джейкоб Гавалан, вели дека фентанилот е смртоносен во мали дози. That amount will fit on the tip of a pencil. Таа количина колку што има на врвот од моливот е 2 милиграма и тоа е, ќе повторам, смртоносна доза на фентанил. Главниот агент на Сиетл за истраги за домашна безбедност Роберт Хамер вели дека дрогата запленета тука дошла од Мексико преку југозападната сојузна држава Аризона. Многу од супстанциите поврзани со фентанил, врзувачките супстанци, пресите кои се неразбирливи, како и боите, забележуваме дека многу од тие доаѓаат од Кина. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Мао Нин ги изјави дека нема илегална трговија со фентанил меѓу Кина и Мексико. Двете земји имаат мазни канали за соработка против наркотиците, а релевантните оделенија задолжени од двете страни одржуваат добра комуникација. Кина не доби никакво известување од Мексико дека запленила фентанил од Кина. Белата куќа вели дека гради глобална коалиција за спречување на нелегално производство на дрога, откривање на новите закани од дрога, попречување на трговијата, решавање на незаконските финансии и одговор на влијанието врз јавната безбедност и јавното здравје. Двојно ја зголемивме нашата работа за спречување на синтетичките дроги, кои однесоа премногу животи на американци и канаѓани. Со зајакнување на нашата заедничка работа, северноамериканскиот диалог за дрога со Мексико и градење на нова глобална коалиција против синтетички дроги, работиме да ги извадиме од нашите заедници овие дроги убици како што е фентанилот. Галаван вели дека некои лажни апчиња се направени за да изгледаат како да се вистинските. Други се обоени во боите на виножитото за да ги направат попривлечни за помладите клиенти, кои до нив допираат преку социјалните мрежи. Тие користат кодови со емоции. Не мора да имате нормален разговор со никого. Туку тоа може да биде само неколку испратени емоции за тоа што сакате, колку кошта, каде да се најдете. Галаван вели дека наркокартелите не гледаат негативна страна во продажбата на апчињата со фентанил, кои можеле да ги убијат нивните клиенти, бидејќи големината на пазарот што можат да го достигнат на социјалните мрежи е толку голема што вреди да се ризикува.